Во музеот на град Скопје од 25 октомври до 5 ноември во теке изложбата со наслов Пикасо може би јас 2 на нашиот уметник и професор Филип Фидановски. На оваа изложба се изложени 17 керамички скулптури инспирирани од делото на брилијантниот Пикасо. Изложбата е под покровителство на амбасадата на Кралството Шпанија, е поддржана од Министерството за култура и туризам. Во следниве минути зборуваме со авторот на оваа ексклузивна изложба за незината содржина и за инспирацијата. Филип, пред се честитки за уште една изложба посветена и инспирирана од големото дело на Пикасо. Благодарам што дојдовте да ја проследите изложбата и вниманието кое што ми го дадовте. Оваа изложба е втора поред, како што кажавте и вие, дека инспирирана е од делата на големиот Пикасо, кој што во својот работен век како уметник има огромен број на дела и огромен придонес за уметноста на светско ниво и е еден од можеби највлијателните уметници во светот. Тоа што доаѓа втората изложба поред е дека неговите дела навистина имаат и една приказка недораскажана, па јас се обидов таа приказка да ја раскажам овој пат. Свеченото отворање на изложбата се одржа на 25 октомври, датум кога беше роден брилијантниот Пикасо, а самата изложба ја отвори неговата екселенција, амбасадор на Кралството Шпанија. Да, така е. Неколку пати поред јас соработувам со шпанската амбасада во нашата држава и амбасадорите и предходните кои што беа, имавме активности околу одбележување на значајни јубилеи за Пикасо. Првата изложба беше 2016 година, тоа беше по повод 135 годишнината од Пикасо. Во 2022 и 2023 се одбележуваа 140 години од раѓањето и 50 години од смртта на Пикасо, па истата изложба од 2016 беше на пат низ Македонија. Првата изложба беше и во Хрватска, во Вараждин и во Пула и така, јас од 2016 до 2024 ја работев оваа изложба и дојде редот и на нејзе да биде прикажана. Оние што ја видоа на свеченото отворање се воодушевени, исто како и ние што ја гледаме во моментов. Ајде да ни кажете малку повеќе за самиот процес на изработка на овие керамички скулптури и нивната специфика секако. Јас користам традиционални техники на работа, значи тоа е опишано и во каталогот и во легендата на самите скулптури. Значи се работи за бела керамика, изработена од бела глина со традиционална наша енгоба, така наречена боја, која што се декорирани и високо сјајна глазура, прозирна, и она што е малце не секојдневно за скулптурата, дека јас употребив овој пат и 18-каратно злато, за да го добие, да го доловам тој елемент кој што јас го имав замислено. И многу успешно сте го сториле тоа, говорат самите скулптури за тоа. Колку сме како консументи на љубовта, ние тука во Македонија, отворени да ги видиме сите тие убавини вредноста на уметноста, или ајде со други зборови да прашам, како реагираше публиката, какви се реакциите и интересот за овие керамички скулптури? Да ви кажам искрено, јас сум многу изненаден дека публиката реагираше воодушевувачки и има огромен интерес за изложбата, барем од она кога јас сум присутен во галерискиот простор на музеот на град Скопје, што можам да го затекнам од публика и тоа што ми го кажуваат вработените од тука, кога не сум присутен, дека има голем интерес за самата изложба.
Во оваа пригода да напоменеме дека влезот е бесплатен, што значи сите заинтересирани кои што сакаат се добре дојдени до 5 ноември да ја посетат изложбата. Секако да, нели ги поканувам вашите гледачи да поминат да ги видат, пошто е не секојдневно да се види една керамика во скулптура. Научени сме нели на она што го имаме по дома и она што е утилитарно за употреба, но еве керамиката има и една сосема друга димензија, поготово керамиката создадена од моите раци има преголема димензија на една скулптура која што навистина величенствено стои. Со оглед дека ова втора изложба на иста тематика, односно посветена и инспирирана на големиот Пабло Пикасо, дали можеме да очекуваме во иднина и трето продолжение? Јас искрено многу се мислам за третото продолжение, дали да биде или да не биде, бидејќи може да кажат досаден е веќе со Пикасо и така натака, но сметам дека да, ќе има третата верзија на изложбата, само ќе биде малце со поинаква тематика и во поинаков облик. Со оглед дека првата изложба беше представена во повеќе други градови и места, дали и овие керамички скулптури ќе отпатуваат некаде на друго место да може да ги види и друга публика освен скопската? Јас се надевам дека во блиска иднина дека и тоа ќе го направиме, но ќе видиме. Може би ќе чекаме и третата па да одат сите три заедно. Филип, ви благодарам за одвоеното време. Ние продолжуваме да уживаме во овој убав амбиент, затоа што галерискиот простор тука во Музеот на град Скопје на вистина е посебно облагороден со овие керамички скулптури. Фала ви. Ви благодарам и на вас за поканата да учествувам во вашата емисија и вашиот интерес, нели, за мојата изложба.